Така е, драги, се наоѓаме во просториите на Државниот испитен центар во Скопје, каде што во наредните неколку минути ќе се информираме, ќе дознаеме повеќе за тоа дека Македонија следната година, македонските ученици ќе бидат дел од меѓународната студија за граѓанско образование, меѓутоа и за пробното тестирање кое што веќе кон почетокот на следниот месец ќе ги опфати основците и средношколците од земјава. Со мене на оваа тема е Емилија Бошковска, национален координатор за меѓународната студија по граѓанско образование. Емилија, добро утро и благодарам што сте дел од Македонија на утро. Добро утро. Така, најпрво би сакал да ве прашам за 2027 година, за тоа тестирање кое што меѓународното тестирање за граѓанско образование, дали е ова прво учество на Македонија и кои се знаења ќе им се тестираат ќе им се проверуваат на учениците? Така, да, Македонија прв пат учествува новина е ова тестирање. ИЦТС 2027, инаку е четврти циклус на оваа меѓународна студија. Ние сме прв пат учесници и оваа година ќе се случува 26-та пробното, тоест сега на првите 2 недели од март, а веќе следната година е главното тестирање. Оваа година тестирањето ќе биде како пробно на 1000 ученика по одделение, односно по клас. Се однесува на 8 одделение, значи пред се ќе бидат на цел или таргет на популација 8 одделенците и 1008 одделенци ќе бидат влезени во овој примерок. Исто така новина е што од оваа година воопшто ИЕА, односно организаторот на ова тестирање, воведува нов модул, тоа е за втора година средно, кој што исто така ќе биде за граѓанско, но ќе има различна тежина, односно во средношколците ќе се пуштаат само прашалници. За разлика од тоа, осмоделенците ќе имаат и тесна знаења со содржина од граѓанско образование, но ќе пополнуваат и 2 прашалника освен тестот на знаење. Ќе бидат опфатени и наставниците што предаваат во осмоделение, исто така со прашалник и директорите на училиштата во однос на училиштата како функционираат во поглед на граѓанско. Така ќе бидат опфатени училишта само од главниот град или од другите градови? Примерокот секогаш се однесува на меѓународните студии на ниво на цела држава, така да примерокот е разновиден, имаме градска средина, рурална средина, значи од сите училишта и тоа го добиваме како фидбек од ИА. Така, тестирањето се однесува за граѓанско образование, кои конкретно се знаења ќе бидат предмет на тест на учениците? Конкретни знаења, значи не се прави, овие меѓународни тестирања не идат согласно нашите наставни програми, туку е збир од наставни програми кои што се специфични за повеќе земји. Така да нема да биде толку битно содржината на знаењето, дали е врзано со наставната програма, повеќе е критичко размислување, како младите размислуваат, колку е влијанието, например, на дигиталните содржини во носење на одлуки, во нивната граѓанска вклученост во општеството и така натака. Значи, не станува збор за да речеме дефиниции кои што би се барале од нив, туку е повеќе како они знаат да бидат одговорни, колку одговорни граѓани ќе имаме во општеството. Тоа е целта на студијата. Така, колку е значајно ова пробно тестирање и дали сме подготвени за истото? Да, во тек се подготовките, последните подготовки веќе се прават, правевме обуки со училишните координатори, веќе во понеделник имаме и со директорите средби, се обидуваме да ја зголемиме видливоста на некој начин овие меѓународни студии, затоа што сметаме дека треба повеќе да бидеме ангажирани како општество, односно сите чинители во тоа, и учениците, и наставниците, и воопшто сите да имаме повеќе поддршки, поактивно да се залагаме за да не бидејќи не влијаат овие тестирања на оценките. Мотивацијата на учениците сакаме да ја зголемиме со тоа што они се представници на нашата држава во меѓународни рамки во поглед на нивните знаења и способности од граѓанско, па и за другите меѓународни студии. И затоа се обидуваме да бидеме малце поангажирани на темата и повидливи. Така, резултатите нема да влијаат врз нивните оценки, меѓутоа колку резултатите од меѓународното тестирање следната година и дали ќе влијаат врз креирањето на образовните политики во земја? Да, секако. Се обидуваме да ги ова е некаков репер на тоа каде ние се наоѓаме, но
и како можеме понатака да се подобруваме. Значи, ако видиме дека нашите деца имаат послабо критичко размислување на одредена тема, тоа е начинот на кој што нели ќе го видиме тоа и ќе може да се залагаме. Не велиме дека е така, но еве допрва ќе провериме каква е состојбата, како нашите деца размислуваат. Така, господин Бошковска, ви благодарам многу на овој разговор. Така, со националниот координатор за меѓународната студија по граѓанско образование, во која македонските ученици од основно и средно училиште ќе бидат дел во 2027 година, разговаравме денеска овде во просториите на Државниот испитен центар.